Председателке, сакам само малку да ја проширам дискусијата и да дадам еден малку поширок контекст од аспект на оваа дискусија и овој амандман. Како што каже и заменик министерот, сметам дека оваа категорија на луѓе, особено антифашистичката борба, е особено почитувана и ценета. Сега, ако зборуваме во тој контекст, јас тука би потсетил на неколку работи. Мислам дека кога зборуваме за тоа во иминатото што е направено, треба да зборуваме, како што кажав, со поинаков контекст. Сметам дека овие луѓе се испочитувани особено многу, бидејќи им се изгради еден посебен музеј кој што го задржува споменот на антифашистичката борба. Тоа беше музејот на ВМРО и на жртвите на комунистичкиот режим, кој што потоа со работна група само го промени името на музејот на македонската борба. Сметам дека тоа е едно сериозно здание кој што, гледајќи го овој буџет кој што го имаме пред нас, можам да видам дека за музејска дејност во Министерството за култура има 80 милиони денари повеќе. Ако се земе од аспект дека има и бележници во центарот на градот, особено од првиот претседател Методија Андонов Ченто, како и самиот споменик на Асно, му кажува на тоа дека секогаш кога сме можеле, соодветно сме се грижеле за овој спомен. Така да верувам дека и во буџетот кој што е сега, како и тие претходните, нормално дека паметниците оние кои што биле учесници во народно-ослободителната борба се и како почитувани, така да не можам да се согласам дека на ваков начин jednostavно не им се исполнуваат барањата. Од тоа кое што го имам како лично искуство, секаде каде што има општински организации на здружение се особено почитувани, бидејќи ги забележуваме во матичната општина каде што ја функционирам. Така да можеби треба овој контекст малку да го прошириме и со оглед дека има едно такво здание како Музејот на македонската борба, ете давам идеја можеби на таков начин со некој си исклучен меморандум да се продлабочи соработката помеѓу Министерството за култура и ова здружение. Благодарам.